Добар ден, почитувани, ја следите најновата телмамбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Денеска акцентот ќе го ставиме на белодробната тромбоемболија, позната уште како инфаркт на белите дробови. Што ја предизвикува оваа сериозна медицинска состојба, колку е честа и на кој начин можеме да се заштитиме од неа. На оваа тема денеска разговараме со доктор Снежана Бонгард, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот следува по блокот реклами, а како и досега ќе имате можност да се вклучите во програма со ваши прашања. Останете на Телма. За белодробната тромбоемболија, односно за инфарктот на белите дробови. Во денешната телмамбуланта зборуваме со доктор Снежана Бонгард, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте. Добар ден, добар ден најдов. Каква болест е белодробната тромбоемболија и зошто представува сериозен здравствен проблем? Колку често се јавува? Белодробната тромбоемболија представува многу актуелен проблем во денешнината и се почесто се диагностицира. Се диагностицира почесто пред се заради тоа што свесноста на докторите за оваа болест е се поголема, а второ заради тоа што диагностичките методики за прецизно, точно диагностицирање на болеста е се подостапни во повеќе медицински институции. Инаку болеста е значително честа кај популацијата над 65 години, кај пациенти кои што веќе имаат некоја подлежечка медицинска болест, кај луѓе кои што подлегнале на траума во скорешен изминат период, кај пациенти со карциноматозна болест, кај пациенти кои што и не знаат дека имаат пореметување во коагулацијата на крвта, односно пациенти со тромбофилија. Честа е кај бремени жени и воглавно кај сите луѓе кои што не се движат доволно, кои што се обезни, пушат цигари, покачен крвен притисок е ризик фактор, исто така девојки што примаат контрацептивни средства, понатаму кажав обезни пушење. Широка е лепезата на ризик факторите, а всушност болеста предизвикува откинат тромб, односно тромб во крвта, болеста започнува на тој начин што прво се создава еден згрушок или тромб, најчесто во длабоките вени на нозете, значи оттамо почнува во најголемиот процент, околу 90% од причините за белодробна тромбоемболија се започнуваат во длабоките вени на нозете, со тоа што тој тромб потоа се мигрира и почнува да патува по венскиот систем на организмот, тогаш станува емболус, и затоа зборуваме за тромбоемболија. Овој емболус патува по венската система, оди до десното срце и потоа десното срце го избуткува во плучните артерии, во артериите што го хранат белодробието. Значи, овие артерии се делат на голем трункус, кој што е почетен дел, па десна, лева гранка и голем и повеќе сегментни гранки. Така да во зависност од тоа каде тромбот ќе застане и ќе запуши дел од течението на крвта во авалот, настанува инфаркт на белите дробови. Тој инфаркт значи може да биде масивен, доколку застанувањето на прекинот на протокот на крвта е во голем дел од во голем крвен сад, или да биде помал, сегментен, доколку тоа се случува во помалите крвни садови. Како и да е, сепак е тоа инфаркт на белите дробови. Дали инфарктот почесто се случува во левото или пак десното белодробно крило, бидејќи спомнавте дека тромбот излегува од десното срце? Излегува од десното срце, оттаму тргнува пулмоналната плучната артерија, која што потоа се грани на гранки во двете плучни крила. Значи може да застане и таму и таму. Може да биде присутен. Како пат ќе фати и така, во принцип тоа зависи од притисоците. Как се Какви се типичните симптоми на белодробната тромбоемболија? Да, тоа е интересно што симптомите на белодробната тромбоемболија некогаш се типични, некогаш се атипични. Заради тоа постои често пати тешкотија во диагностиката и често пати се диагностицираат несоодветно, односно диагностиката тргнува друг пат. Например,
бидејќи се работи за тромб во белодробието, прво што ќе настане е краток здив, отежнато дишење, замор, заради тоа што имаме инфаркт во белите дробови, ќе имаме и симптоми слични како инфаркт на срцето, значи ќе имаме градна болка, се разбира. Понатаму други симптоми се кашлање, исклашлување на крв, сукрвичав. Понатаму една вознемиреност настанува кај пациентот, тој осеќа дека нешто не е во ред, забрзана работа на срцето, тахикардија најчесто над 100 во минута. Други симптоми кои што можат да настанат се важни да се кажат, бидејќи причината е често во ногата. Значи може да се појави грч во ногата, оток во ногата, црвенило, болка, значи да имаме и знаци на длабока венска тромбоза. А постојат ли некои суптилни симптоми кои што се значени во клиничката слика, кои што може да се испуштат во почетната фаза? Па суптилни симптоми можат да бидат сите симптоми, значи она што треба докторот да го препознае е да го прегледа својот пациент, да разговара со него и да ги процени ризичните фактори околу него. Зошто оваа болест може да е причина или може да е болест кај овој пациент, кај овој конкретен пациент. Значи, суптилни симптоми не би можела да кажам, тоа се симптоми кои што можат да бидат присутни кај белодробната тромбоемболија, но можат да бидат присутни кај инфаркт на срце и кај други причини за градна болка, за тешко дишење, за замор, за тахикардија и она што сукрвичав исплувок и она што друго го кажав. Сепак има ли некои симптоми што може да ја маскираат белодробната тромбоемболија? Па доколку белодробната тромбоемболија и да се постави погрешна дијагноза поради тоа. Да, доколку белодробната тромбоемболија не биде презентирана со својата класична симптоматологија, тогаш се може да биде маскирана клиничка слика. Она што јас сум го видела, например, е при масивна тромбоемболија да имаме нагло помодрување на лицето на пациентот со губиток на свет, со пад на крвниот притисок, со изразита тахикардија, со нагла појава на аритмија, и тогаш можеме да помислиме дека се работи, например, за мозочен удар во прв момент, меѓутоа малку треба на искусен доктор кој што работи во овој случај и во болнички услови да даде точна дијагноза и да истата ја точно процени. Така да се може да е типично, атипично, маскирано, задача на докторот е да помисли на оваа болест пред се, помисли. А дали докторите во примарното здравство, матичните лекари можат да ги препознаат веднаш овие симптоми доколку не се изразени, односно се посуптилни, не се типични? Така. Тоа е основното прашање практично и основниот момент можеби за оваа тема заради што јас одлучив да зборувам. Многу е важно да, значи болеста кај матичниот доктор одат пациентите, не одат директно во болница. Пациент со краток здив, кашлица, малку градна болка, вознемиреност, тахикардија, прво ќе се обрати кај својот матичен доктор, се разбира. Матичниот доктор е тој што треба да ја препознае болеста. Прво треба да мисли на таа болест, а денешниве доктори се повеќе мислат за тоа. Второ, треба да ја процени веројатноста. Веројатноста, дали е висока веројатност за постоење на тромбоемболија кај овој наш конкретен пациент. Врз база на проценка на веројатноста, докторот веќе е блиску до дијагностиката. Матичниот доктор нема друго освен ЕКГ, притисок ќе измери, сатурација на крвта ќе одреди на прстот, но основно е да убаво го распраша пациентот и го процени ризичниот профил. Доколку пред себе има пациент кој што е возрасен над 65 години, кој што до пред еден месец имал траума на ногата или на некој екстремитет, доколку е залежан во последно време, доколку има некои симптоми и на ногата, доколку тој пациент има карциноматозна болест и е познат за тоа кај својот матичен доктор, е гојазен, не се движи, пуши цигари, има покачен притисок, тогаш задача е на матичниот доктор, и тоа го прават матичните доктори, се разбира, да помисли на оваа болест. Доволно е да помисли и да постави висока веројатност. Кога ќе постави висока веројатност, матичниот доктор има право да започне терапијата без да има екзактна дијагностика, бидејќи екзактната дијагностика бара пренесување на пациентот во друга институција и закажување или подхитно барање на други прегледи. А ова е ургентна состојба? Ова е ургентна состојба. Бидејќи околу
30% од пациентите кои што се нелекувани завршуваат со смрт, а околу 20% умираат во првите 90 дена и на диагностицирана болест. Така да болеста е со смртен исход доколку не се започне на временото лекување. А давањето само на една инекција, например на лекови с нискомолекуларни хепарини кои што на широко се користат во разредувачи на крвта, може да го спаси животот на пациентот. Заради тоа матичниот доктор треба да ги познава знаците за веројатност. Во денешно време постојат голем број препораки и голем број бодовни системи, бодовни табели, кои што возможуваат на докторите кои што се надвор од болнички услови да ја препознат, односно да постават веројатност на болеста. Така да најчесто користен е така наречениот ревидиран Женева бодовен систем, врз база на неколку поставени критериуми на овој бодовен систем, докторот матичен ќе знае дали е од 1 до 3 бројката, и ако е 3, он веќе знае дека имаме висока веројатност. Инаку бодовите се токму овие што ги кажав по однос на карактеристиките на пациентот. Како се диагностицира болест? Еве ќе се даде хепаринот, така споминавте дека се дава разредувач на крвта за да се спаси животот на пациентот, но сигурно потоа следува диагностичка процедура. Значи основно е веројатноста да се постави. Тоа е најважно. Уште еднаш само овде кога сме кај веројатноста треба да кажам дека постојат и критериуми за ниска веројатност, односно дека пациентот најверојатно нема белодробна тромбоемболија. И тоа е диагностика. Значи да исклучиме диагноза е исто така диагноза, односно насочување кон друга диагноза. Така, например, постојат познати се така наречени ПЕРС критериуми, кои што, например, кај кои што, да речеме, пациентот е под 50 годишна возраст, нема тахикардија над 100 во минута, кислородната сатурација му е нормална, нема канцер, нема траума во изминатиот период, и некои други, нели, такви бодовни карактеристики, кај што матичниот може да исклучи белодробна тромбоемболија. Значи треба врз база на распрашувањето и категоризирањето на пациентот прво да постави веројатност. Откако имаме висока веројатност, значи никаква штета не е ако даде, па дури и за џабе, да кажам понашки, да даде една инекција на антикоагулантен лек. Откако тоа го сторил, тогаш работата полека ќе тече кон екзактна диагностика. Прво што матичниот доктор ќе направи е да земе една крвна слика и ако веќе мисли на белодробна тромбоемболија да одреди ниво на дедимерите во крвта, понатаму одредува сатурација на крвта, мери крвен притисок и потоа следат понатамошните процедури како ултразвук и компјутерска томографија на пулмонални артерии како златен стандард за диагностика. Дали вредноста на дедимерите секогаш е релевантен показател за оваа болест? Значи, фамозните дедимери станаа многу актуелни откако имавме ковид инфекција, нели? Бидејќи при ковидот основна причина за смртност, најчеста причина за смртност беше покрај бронхопнеумонијата од ковид инфекција и белодробната тромбоемболија, бидејќи вирусот предизвикуваше згручување на крвта. И од тогаш сите луѓе се плашат дека ако имаат високи дедимери, имаат тромбоза, имаат тромбоемболија, имаат тешка болест. Тоа не е точно. Дедимерите се високи и тоа многу високи при белодробната тромбоемболија, но од друга страна тие можат да бидат високи и при многу други болести. Значи нивната сензитивност е мала, околу 35%, тоа значи малку за медицината, но специфичноста е висока. Тоа значи дека доколку нивната специфичност е ниска, значи доколку се ниски не мора да значи, а нивната сензитивност е висока, доколку се многу високи, доколку се ниски може да се исклучи белодробна тромбоемболија. Значи, дедимерите представуваат, прво што тоа представуваат? Представуваат фибрин деградациони продукти кои што се настануваат и се влегуваат во крвта откако ќе настане лизирање на тромб. Значи, прво тромбот се создава заради хиперкоагулабилност на крвта, а потоа веднаш се вклучуваат системи на негово разредување
од самата крв почнува да се разложува, тоа е процес на фибринолиза. Процесите на коагулација и фибринолиза во организмот постојано се одвиваат. Така што ако имаме тромб, значи он почнува веднаш да се разградува. Кога ќе се разградува, овие фибрин деградацијни продукти или дедимери излегуваат во крвта. Меѓутоа, вакви процеси не постојат само при белодробната тромбоемболија или венска тромбоза, се јавуваат и при најобична медицинска и при секоја медицинска болест, се јавуваат и па дури и при настинка, при кардиоваскуларни болести, при други болести, здравствени карциноми и така натаму, кај што секогаш се нешто покачени. Значи, нивната важност е пред се да се исклучи овој венски тромбоемболизам, односно доколку се ниски, немаме длабока венска, немаме венски тромбоемболизам. И тоа е многу важно. Тоа е многу важно. Кај голем дел од пациентите само ќе одреди матичниот доктор дедимери, доколку се ниски, тогаш тој е спокоен дека немаме страшна болест, но ќе си ја насочи својата дијагностика во друг правец. Но ако се високи, одговорите се лимитирани. Како? Викам, ако се високи, тука веќе одговорот е лимитиран, бидејќи може би да повеќе причини. Ако се многу високи, имаме симптоматологија со ризичен фактор, тогаш ќе одиме во тој правец. Меѓутоа, ако се високи, ама имаме други болести и не сме сигурни, тогаш имаме тешка работа. Да. Сега споменавте колку ниски. Да, значи постои една катов вредност колку ниски, така. Порано постоеше една точна катов вредност, кај што под 500 нанограми на милилитар, дедимерите, ако се под таа вредност, се негативни и немаме венски тромбоемболизам. Меѓутоа, ако се над тоа, тогаш не знаеме. Но во поново време, последниве 15-20 години, веќе се зборува и за вредност која што е адаптирана на возраст. Например, пациентот од 80 години не е за него като вредност 0,5, туку е 0,8, например, 800 и така натаму. Што значи, тоа го знаат сите доктори, дури и во табелите го пишува веќе со адаптирана вредност на дедимерите по однос на возраста. Така, покрај лабораториските анализи, потребно ли да се направат и некои дополнителни сликовни некои методи? Да. Дали ехо прегледот ќе даде дефинитивна значи, дијагноза? Прво, со обзир дека е најчеста причина за белодробна тромбоемболија длабоката венска тромбоза, значи прво од тука треба да се тргне, да се бара венски тромб. Доколку имаме со ултразвук, со така наречен компресивен ултразвук, тоа е лесно испитување кое што се го вршат голем број интернисти, кардиолози, ангиолози, трансфузиолози. Значи голем број доктори знаат тоа да го направат, интернисти кои што имаат ехомашина со повеќе сонди. Доколку видат длабока венска тромбоза, а имаат симптоми на белодробна тромбоемболија, според светските препораки, тоа е веќе дијагноза. Значи, дури и не мора да одат понатака со компјутерска томографија. Значи, симптоматологија, позитивни дедимери, односно високи дедимери во овој случај и длабока венска тромбоза, дијагностиката е доволна. Доволно е за дијагностика. Меѓутоа, ако тука не сме сигурни или немаме можност, се разбира екзактна дијагностика представува компјутерската томографија на пулмоналните артерии, која што ќе ни ја покаже, ќе го визуализира тромбот од една страна, ќе види неговата локализација каде, ќе види дали се работи масивна, сегментна, дали има расевки од тромби, точно каде се локализирани и колку е очекуваното оштетување на белодробието со инфарцирање на зоните. Понатаму, со компјутеризираната томографија може да се открие и друга болест. Може да ни покаже дека пациентот во суштина има карцином на бели дробови, има некоја друга болест. Значи, компјутерот покрај тоа што ќе даде или ќе заклучи, ќе потврди или ќе исклучи дијагностика на тромбоемболија, може и алтернативна дијагноза да ни даде. Доктор, кај пациентите со белодробна тромбоемболија, се препорачува ли да се направи и скрининг за карцином за секој случај? Значи, јас секогаш кога имам млад пациент кој што од ненадеж направил плучна емболија и кај кој што нема навидум причина за болеста, секогаш барам карцином. Прво тоа барам, значи прво барам гинеколошки преглед на дојката, понатаму евентуално размислувам да се направи и компјутер на стомачните органи или туморски маркери да се направат, бидејќи тоа е првата причина каде што може да имаме белодробна тромбоемболија подлежечка на друга болест. Понатаму барам
Генетско испитување барате ли да се направи, бидејќи има треба одредени секако да мутации се помисли на тромбофилија, така, на придонесуваат кон овој на проблем. тоа дали тој пациент првата експресија на некоја генетска малформација во организмот му представува белодробна тромбоемболија. Ова се луѓе кои што не знаат дека имаат болест, кај кои што за прв пат се јавува нешто, обично во млада возраст, а млада значи под 50 години. И тогаш се оди кон барање, значи ако немаме причина, бараме тромбофилија, односно недостиг, на пример, мутација, генска мутација на фактор 5 Лајден, на протеин С, протеин С, кардиолипин и други генетски испитувања кои што се работат во Македонија, не само во државната болница, туку и во приватни болници, а и во Македонската академија на науки и уметности, исто и таму имаме една многу важна лабораторија за диагностика на овој тип на генетски испитувања. Ке ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот, можете да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што говориме. Ние продолжуваме понатаму, откако ќе се постави диагнозата и ќе се утврди, се пристапува кон лекување. Па може ли да се излекува оваа болест? Белодробната тромбоемболија може да се излекува, значи може да се излекува целосно, и излекувањето зависи исклучиво од навременото започнување со антикоагулантна терапија или евентуално и со фибринолитична терапија доколку се работи за масивна тромбоемболија, и може да се излечи. Меѓутоа, кај околу 30% од пациентите останува инвалидитет во тек на првата година, а кај некои пациенти и доживотно, и тоа се пациентите кои што во принцип не биле ефикасно лекувани. На што се темели терапијата што би требало да ја примаат понатаму во животот? И дали сите тие ќе треба да бидат ставени на некој третман со лекови, или пак може по санирањето на проблемот и без понатамошно третирање да живее пациентот? Лекувањето на белодробната тромбоемболија не неопходно значи дека е доживотно. Порано тоа беа поранешни стари критериуми, сега не. Белодробната тромбоемболија, ако не е комплицирана, е 1 година лекувањето со антикоагулантна терапија, во поновите дури и 6 месеци. Длабоката венска тромбоза, ако е проксимална, 3 до 6 месеци. Сето тоа е задача на докторот кој што ќе процени колкава ќе биде должината на третманот. Меѓутоа, доколку во оваа 1 година, додека сме го лекувале нашиот пациент со антикоагулантна терапија, се појави рецидив, тогаш тоа е веќе еден критериум за доживотна Рецидив значи повторување на состојбата. Да. Или пациент со тромбофилија. Ако белодробна тромбоемболија настане кај пациент со недостиг на фактор 5 Лајден, антикоагулантната терапија е доживотна. Кај колкав дел од пациентите оваа состојба се повторува? Во принцип не е голем број на пациентите кај кои оваа болест се повторува, не е повеќе ни од 5%, бидејќи се повеќе знаеме за оваа болест, се повеќе учиме, се повеќе има предавања на оваа тема во медицинските милија. Понатаму, откривањето на новите антикоагулантни лекарства, тоа се директни или нови антикоагулантни лекови, овозможи со цел да се промовираат овие лекови, овозможи многу да се зборува во последниве 10 години и во Македонија за белодробна тромбоемболија, така да развивањето на свесноста за постоењето на оваа болест, па и свесноста на пациентите, луѓето се повеќе сакаат долго да живеат, се повеќе читаат и се информираат, се повеќе одат на доктори при мала симптоматологија, овозможува побрзо дијагностицирање на болеста. Што ако овие лекови за разредување на крвта не го дадат посакуваниот ефект? Може ли на механички начин да се отстрани? Лековите го даваат саканиот ефект. Нема лекови антикоагуланси кои што ако навреме го почне се започне лекувањето и ако се даваат во ефикасен ранг. Значи она е тоа што јас го гледам како често пати како малку грешка во, не можам да речам во Скопје или градовите, но не секаде. Значи многу е битен протоколот за лекување, да се даде лекот во ефикасна доза која што ќе предизвика разредување на крвта до тој степен да може да го разреди и тромбот.
Тие ефикасни дози се различни за различни лекарства. Ако почнеме со хепарин, тоа беше порано, се лекува брзо со хепарин. Хепаринот веднаш почнува со својата ефикасност, значи при масивна тромбоемболија, ако немаме можност за фибринолиза, тогаш одиме со хепарин. Хепаринот ако се даде во доза која што се адаптира на вредноста на парцијалното тромботластинско време, не може да не даде ефект. Ако се дадат нискомолекуларни хепарини, кои што се даваат во доза како 1 мг на килограм телесна тежина 2 пати на ден, значи ако пациентот не има 100 кг 2 пати по 100 мг, што се плашат докторите да го сторат, почесто на периферија, ке речат од 80 повеќе не давам, тој пациент неефикасно почнал да се лекува и тој пациент ќе има и последици, нема да има целосно излекување и нема да има разредување на тромбот. Понатаму, ако навреме со оралните антикоагуланси не се започне, ако се оди да речеме со поскапите лекови, овие директните, тие исто веднаш го започнуваат својот ефект по 2 часа. Меѓутоа, кога се даваат за белодробна тромбоемболија, дозата е и до 30 мг, 2 пати по 15 во тек на 21 ден, па потоа 20 мг, колку што изнесува една таблетка, да речеме од познатиот ривароксабан, кој што најмногу се користи во Македонија. Доколку пак се започнува со синдром, да речеме терапија која што е малку старомодна, но ефикасна, ако и синдромот се даде во ефикасни дози, не е проблем и тој ќе го излечи тромбот. Но кога се дава синдром, бидејќи неговата ефикасност почнува по 3-тиот ден, мора да имаме препокривање со друг лек, како што е, например, нискомолекуларен хепарин, двата лека во исто време, да се постигне ефикасност со синдромот, па потоа да се продолжи по шема. Значи, постојат повеќе начини на лекување, и треба да се одбере оној начин кој што е ефикасен за нашиот пациент. Така, индивидуализиран пристап. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Прво, само ќе замолам од реже малку погласно да пуштат во студија. Прекрасното објаснување. Така. Ве слушаме одлично, значи дадовте комплименти за начинот на кој што појаснета темата. Така, вие сте на возраст од 74 години. Јас ќе го замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот, доколку сака успешно да го постави прашањето. Ево уште една можност за него. Дали се слушаме? Само намалете го тонот на телевизорот. Мислам дека не следите на таков начин, а не преку слушалката. Уште една можност. Добро, нека се јави повторно гледачот од режија да му објаснат на каков начин треба успешно да се вклучи во програма. Ние продолжуваме понатаму, докторке, или имам знак дека има уште еден гледач. Уште еден гледач. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар Ало, ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Во програма сум. Да, во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Да ве поздравам прво, Марија, тебе и прекрасната докторка. Ви благодарам. Прекрасно објаснување и еден најпрост човек што не има појма од медицина може да разбере. Така. Јас сега сакам до докторка да поставам едно прашање, макар што не е за белодробна тромбоза, али пошто докторката е кардиолог, може ќе Така, и секако да ме повелете. одговори. Направено ми е ехо и при ехото сосема случајно најдено ми е плака на абдоминалната аорта. Јас немам никакви знаци за да ме наведе на нешто. Сосема случајно си направив ехо на абдомен. Па ја молам почитуваната докторка да ме одговори дали е тоа опасно, затоа што читајќи на интернет многу се исплашив. Така. Па ја молам почитуваната доктор да ми објасни што е тоа, од што и кои се симптомите за да имам наум ако нешто ми стане. Да знаете дека е од тоа. Благодарам докторке и се најубаво. И јас ви благодарам што се вклучивте во денешната тема амбуланта, повелете. Добро, ова е сосема различна Така. работа. Значи, белодробната тромбоемболија е болест на венскиот систем на организмот, додека пак господјата поставува прашање за артерискиот систем, значи дали некоја случајно најдена плака на абдоминалната аорта има значение по нејзиното здравје. Плаката во абдоминалната аорта представува ризик фактор дека вие може би имате плака и на друго место.
Инаку само постоење на плака треба прво да знам која димензија и која ви е димензијата на аортата за да попрецизно ви одговорам, но самото постоење на плака не значи во принцип ништо. Сите можеби имаме нешто, па додека не отидеме на доктор да ни каже 300 работи, не се плашиме од животот, ама ако ќе отидеме на доктор се ќе ни најдат, нели? Тоа е така. Така да, во принцип, тоа е ризик дека вие можеби имате болест на друго место. Самата плака не значи ништо доколку димензијата на аортата ви е нормална. Треба да се следи тоа понатаму? Во принцип треба да се следи. Сега во целиот контекст мора да се знае за да се каже дали следењето е 5 годишно, годишно или 2 годишно, но во принцип не треба да е нешто многу често, но таков пациент јас би назначила една комплетно кардиоваскуларно испитување. Така. Ние продолжуваме со нашата тема понатаму. Постои ли јасен водич колку долго треба да се прима терапијата за разредување на крвта по првата епизода на По првата епизода на белодробна тромбоемболија, минималниот период на ефикасно лекување, значи тоа ефикасно ќе го повторувам 100 пати бидејќи е многу важно. На ефикасно лекување треба да биде 6 месеци до 1 година. Во принцип до 1 година. Препорачувам бидејќи тоа се пациенти со одредени ризици, кај што имало стаза, лежење, залежување, имобилизација од разни причини, друга медицинска болест и така натаму. После тоа се врши реевалуација. Реевалуацијата наједноставно се врши со одредување на дедимерите и со одредување на тоа дали имаме тромб се уште во ногата и со компјутер дали се уште имаме последици од се уште има стара емболија, нели, инфаркт од колкафија. Значи, доколку дедимерите се нормални, доколку немаме веќе разредене тромбот во ногата, ако тоа било причина, најчесто е, и доколку компјутерот е нормализиран, тогаш терапијата може да се прекине. Но препораката кај пациентот ќе биде соодветна по однос на неговиот менувањето на неговиот стил на живење, за да таа не се повтори. Така. Значи, превенцијата следи после тоа. Меѓутоа, доколку кај имаме пациент со се уште присутна друга болест, карцином, например, тој пациент секогаш е на ризик да развие повторувачка белодробна тромбоемболија и тогаш индивидуално се проценува должината на третманот, дали ќе биде уште неколку години, односно дали ќе биде до оној момент додека не се појават компликации како крварење, например, и дали ќе биде доживотно. Значи, тоа е сепак работа на специјалистот кој што се занимава со оваа болест и кој што треба да го одреди, да ја одреди должината на третманот. Имаме гледачи кои што очекуваат да се вклучат во програма. Добар ден! Добар ден. Повелете. Ве поздравувам најпрво и ви благодарам. посакувам убав ден. Би сакала докторката да ја прашам во делот од белодробната. Јас пред 20 години прележав тромбоемболија посоперативно на протеза од колк. Ми се скрши фемурот и добив после тоа, значи, тромбоемболија на плуќа. А тие години во почетокот правев контроли, немаше некои промени, ама сега, последните многу години, не правам контроли. Имам некои проблеми други, здравствени, со другиот колк, така да сето тоа сега да речам дека на некој начин се смири, а сакам докторката едно само да ја прашам. Дали грешки правам што не одам на контроли повеќе, а дидимерите во последно и пост-ковид така правев контроли, нешто ми беа некогаш високи, некогаш до 1000-1500. Дали има проблем со со дидимерите сега на стара тромбоемболија? Така, и ова е едно убаво прашање. Докторката, предпоставам, има уште едно подпрашање до вас. Не, јас напротив ќе дадам само еден коментар дека е ова стварно убаво прашање, бидејќи големата колкова хирургија е најголема причина за појава на венски венски тромбоемболизам по однос на хирургиите. Јас работев, значи мојата прва докторска дисертација во странство што ја бранев беше токму на оваа тема за дедимерите кај големата хирургија на колкот. Господјата била, нели, имала таква тромбоза и тромбоемболија и сега веројатно не прима веќе антикоагулантна терапија. Така да, веројатно е донесена соодветна правилна одлука, предпоставувам, кажува дека дедимерите и се нормални. Дали да прави контрола,
Па прашање е каква била последната контрола. Ако на последната контрола се покажало дека нема веќе тромб, дека нема знаци на компјутер за запушени крвни садови, дека се разредил тромбот, во тој случај посебни контроли не се потребни. Но една таква контрола во која ќе се направи state of the art, значи проценка точна, има, нема, колку и така натаму, треба да направи господјата, особено тие веќе во напредната возраст и е можеби ризична за понатака. Пред да го вклучиме следниот гледач, само уште едно прашање во контекст на прашањето на гледачката. Таа спомена дека има проблеми со другиот колк. Доколку направи операција на другиот колк, постои ли ризик да се повтори? Апсолутно постои, она мора да прими превенција, значи да прими антикоагулантна терапија пред операцијата. Добро, ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката, да го намалите тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам 77 години. Така. 2015 година првпат прележав тромбоемболија. Пиев синтром 7 месеци и прекинав. 2019 повторно добив масивна обострана пулмонална тромбоемболија. Така. И од тогаш пијам ксарелто 20 милиграми. Дали постојано пијам и не сум правила контрола. Дали има потреба да направам некоја контрола и каде да правам контроли? Така. Дали има туше некој прашање, докторке? Па не, во ред. Така, во ред. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, прво вие сте имале една венски белодробна тромбоемболија и сте биле лекувани со синдром 7 месеци. Значи, основно тука имаме прво недоволна должина на третман. Барем една година требал да биде овој третман. Синдромот е тежок за лекување, бидејќи може често пати да се ефикасниот ранг да биде помал или поголем, а вие плюс сте прекинале на 7-миот месец, така да сте биле апсолутно ризична за да развиете повторна случка. Повторната случка била опасна по живот, масивна тромбоемболија, и тука веќе ве ставиле на лек кој што не мора да ја контролира својата ефикасност, доза од 20 мг. Вие сте кандидат за доживотен третман. Сега, како се менаџира ризикот од крварењата кај пациентите кои што мора доживотно да примаат разредувачи на крвта? Тука имаме прво малку страв кај пациентот, страв кај матичниот доктор, страв кај интернистот. Значи, стравот е проблема, не толку крварењата. Може да настанат крваречки компликации поради примање на антикоагулантната терапија, но мора кост-бенефитот да се процени. Кој е ризикот крварење, кој е ризикот тромбоза. Тоа работа е на докторот, се разбира. Например, ако пациентот има карцином на желудник, а е под антикоагулантна терапија, тој е високо ризичен и крварење да развие. И тука мора да се размислува и често да се контролира пациентот. Но она што се случува како грешка, кај народот и кај докторите кои што се матични или интернисти, е дека кога пациентот ќе се пожали на мало крварење, ми прокрваре носот, се удрив, па многу ми тече крв од раката, или кај жени помлади менструалниот циклус е нормално продолжен, бидејќи примаат таков лек, прават анемија и така натаму, и земаат докторите, па и пациентите одлука да го прекинат лечењето. Но постојат поделби на типот на крварење. Значи имаме клинички релевантно и клинички ирелевантно крварење. Значи клинички ирелевантно крварење или незначајно крварење е малку ако протекол носот, малку ако повеќе трае крварењето од некоја повреда или менструалниот циклус или нешто друго. Додека клинички релевантно крварење е сериозно крварење во стомачни органи, мозок и така натаму, кое што не сакаме кај никого да се случи, за жал, сепак кај некои пациенти се случува, кои што обично имаат и друг ризик за крварење. Тоа се сепак пациенти кои што според ЧАЦ критериумите имаат и друг ризик, не само лекот. Така да тоа е сепак комплексна работа и прецизно треба да се процени. Дали имаме уште еден гледач во денешната телмамбуланта? Добар ден. Не. Продолжуваме ние понатаму.
Колкав е ризикот кај пациентите што имале белодробна тромбоемболија, потоа да се јави зголемен притисок во белодробието? Значи, тој притисок се нарекува хронична тромбоемболична пулмонална хипертензија. Така. Значи, една од последици, значи, кај пациентите кои што прележале белодробна тромбоемболија, реков еден дел завршуваат со излекување и без никакви симптоми. Меѓутоа, до година дена кај голем дел од пациентите е физичката активност намалена, се уште имаат замор, диспнеа, во зависност од тоа колкав бил инфарктот на белите дробови. Меѓутоа, што се случува хемодинамски? Хемодинамски, значи, кога тромбот ќе тргне и ќе запуши голем дел од крвниот сад, практично станува прекин на проток на крвта на делот од органот кој што тој крвен сад го храни, на делот од белодробието кој што тој крвен сад го храни. И тоа е инфаркт на белите дробови. Веднаш протокот е рестриктивен, несоодветно се распределува лево-десно, бидејќи не може да оди по својата патека. Веднаш во истата секунда притисокот во плучните артерии се зголемува. И тој зголемен притисок се рефлектира назад кон срцето, кон десниот дел на срцето. Срцето треба сега да добива поголем волумен на крв кој што не може да го исфрли напред и заради тоа се проширува, се дилатира. Оваа дилатација на десниот дел од срцето настанува нагло заради зголемен притисок во плучните артерии. Јас не кажав во текот на емисијава не позборувавме за ехо на срце, за значајноста на последиците на ехокардиографски последици кај пациентите со белодробна тромбоемболија. Ова е едно од тие прашања, например. Така да, пулмоналната хипертензија може да настане кај пациенти кои што имаат белодробна тромбоемболија, особено ако таа била масивна. Ова што го кажав, хемодинамски процес кој што се рефлектира на десниот дел на срцето заради зголемен пулмонален притисок, понатаму се рефлектира на тој начин што дел од крвта се враќа во десната предкомора и во вените. И тој застој венски клинички ќе се појави со замор, со слабост, со тежнато дишење и така натаму. Тој висок притисок ќе притисне и на преградата кон левото срце, така да со ултразвук ние ќе видиме дека левото срце има една карактеристична конфигурација, деконфигурација се вика, заради тој зголемен пулмонален притисок. Значи, постојат голем број знаци ехокардиографски, а и секако ехокардиографски точно можеме да го измериме колкав е притисокот во белидробните артерии преку одредување на брзината на проток низ трикуспидно устие и градиентите и така натаму, и точно да знаеме во која категорија ни се наоѓа пациентот и како понатаму да го следиме. Затоа е потребно редовни контроли? Затоа е потребно редовни контроли. А сега постои ли начин да се спречи сето ова? Постои ли оправданост да се зима превентивно ацетилсалицилна киселина? Значи, најважниот дел од медицината е превенцијата. Како за секоја болест, така и за оваа болест постои превенција, се разбира. Значи, и тоа се практикува. И тоа многу се практикува во болничките установи. Ние прво што пазиме е пациентот да не ни развие белодробна тромбоемболија, бидејќи е легнат во кревет. Значи, прво што ставаме е чорапи за вени, ставаме компресивни чорапи, компресивни чорапи, кои што ќе го стегнат од надвор ногата и ќе го зголемат притисокот во вената, да венскиот повраток на крвта биде посоодветен, да немаме стаза на крвта, бидејќи стазата е најопасниот момент за развој на згручување на крвта. Понатаму, ако имаме пациент со карцином, со тешка болест, бремена жена која што мора да лежи, која што мора да го носи детето со лежење заради проблем во ова, патолошка бременост. Значи, тука мора да се даде превентивна антикоагулантна терапија за да може да се спречи појавата на белодробната тромбоемболија, и тоа го правиме. Тоа го правиме за сите пациенти кои што имаат ризик. А што се оние што често патуваат со авион? Така, мене ми беше следен дел од разговорот. Значи, оние пациенти кои што имале искуство со венска тромбоза, дури и само со длабока венска тромбоза, или венски тромбоемболизам, тие мора многу да се внимателни при патување на авион на долги стази. Тоа се мисли на патување над 2 часа. Или пак што возат кола исто така на камиони, долги километри или камиони, така е. Кај овие пациенти прво се препорачува да шетаат на секој час, па дури има препораки на секој 15 минути да шетаат, ама сега и тие ќе заспијат, нели?
Понатаму да прават вежби со нозете, малку да ги мрдаат нели нозете, да си го движат во круг стопалото, напред, назад. Дури тоа е доволно. Значи една ваква вежба се седејќи. И тоа се овозможува полесен поврат. Секој тип на стреч вежба, која што овозможува малку да се активира мускулот на ногата, олеснува и на пациентот му е пријатно кога седи малку и вежба да си направи. Но, кај овие пациенти кои што прележале венски тромбоемболизам, мора да се даде или една инекција од нискомолекуларен хепарин, бидејќи за 2 часа почнува действот. Значи, он пред да лета, треба да приме инекција или да земе таблетка ривароксабан или некој друг директен или нов антикоагулантен лек. И една таблетка која започнува да делува по 2 часа е таман периодот додека од овај аеродромската чекална, да кажам, влезе во авионот, од прилика толку е, нели, 2 часа, и лекот ќе почне да делува кога пациентот е на небо. А какви промени во животната рутина треба да се направат и кои се секојдневните активности што им ги препорачувате општо на луѓето, на целата популација, за да не дојде до оваа сериозна болест? Значи, тоа се гледаме колку многу се зборува за рекреативен спорт, за движење, за тоа. Значи, тоа е основно за секое здравје, не само за белодробно здравје, за кардиоваскуларно здравје. Основно е рекреативен спорт, зборувам за луѓето кои што, нели, тоа и само би го можеле, да не зборувам за активните спортисти, е најважно од се движење, пешачење, значи дури и болни луѓе, јас кои што одат со стап, кои што се дебели, гојазни, со притисоци, со 300 коморбидитети, диабетичари и така натаму, само тоа зборувам, станете, движете се, пешачете, па ако не можат дури само вежби да си прават вежби во седнати во кревет. Вежбата е најважниот момент за превенција на белодробна болест. Понатаму кај пациенти кои што имаат вродена хиперкоагулабилност на крвта, тие се ризични секогаш кај нив. Е многу важно фит да останат цел живот, значи да не се здебелат, да не пушат цигари, орални контрацептивни средства да избегнуваат и така. Тоа се тие главни препораки кои што треба да ги применуваме за целокупното општо здравје, меѓу другото и за спречување на оваа сериозна болест. За загадувањето дали спомнавме. Го пропуштивме тоа. За загадувањето дали спомнавме. Што значи да се живее во ваква загадена средина, бидејќи за тие честички влијат на целиот кардиоваскуларен систем пред се на белите дробови. Така. Значи сакав да зборуваме неколку минути за оваа проблематика бидејќи е многу актуелна и за жал ние живееме во неа и дали воопшто можеме да ја спречиме оваа состојба. Не можеме да се заштитиме од тоа на никаков начин. Мора да можеме, тоа се системски мерки, не се мерки само на човекот, на поединецот. Тоа се системски мерки, не можеме сега во планина да отидеме да живееме, а работиме во болница во градот. Значи, тоа се системски мерки кои што ќе се превземат еден ден, ќе се превземат. Значи, загадувачите основни како што се PM10, PM2,5, нитрик оксид, карбон моноксид, озон и други, сулфур диоксид и други, тие загадувачи преку дишењето влегуваат во крвта. Во крвта веќе тоа се страни честички и предизвикуваат хиперкоагулабилност, што представува еден од основните елементи за да се развие тромб во вените. Оваа хиперкоагулабилност ќе доведе до создавање на тромб, на емболија и со сите своји последици за она за што цел ден во текот на емисијата зборувавме. Така да процентот не е огромен, но е присутна. Како причина, загадувањето е присутно во настанокот на белодробната тромбоемболија. И треба да се спасиме од ова загадување. Ево и јас кашлам малку. Така, сите кашламе. Да, сите кашламе. И подложни сме и повеќе на вирусни инфекции. Да. Комплетно доведува до нарушување на здравјето. Треба да се спасиме, треба да се најде начин. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланти, за прекрасното појаснување на оваа сложена тема. Ви благодарам многу. Драго ми е што ево за прв пат учествувам во Телма и ќе зборуваме и понатака. Сигурна сум дека ќе соработуваме во иднина. Благодарам. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте и ви посакувам пријатен ден.